Нови животни лекции за некои од најмладите ученици во Украина. Погледнете, тука е една напуштена куќа и тоа може да биде опасно место. Зошто? Затоа што може да има гранати. Овие ученици во градот Ирпин имаат само 3 и 4 години и секоја недела имаат посебни часови за безбедност. Якщо бачать небезпечні Им објаснувам на децата дека ако видат каков било предмет што стои на земја, во никој случај да не го креваат или да го допираат, дури да е играчка или бомбона, бидејќи може да биде миниран. Руската армија го окупираше Ирпин на почетокот на март 2022 година, непосредно откако ја започна својата целосна инвазија на Украина еден месец претходно. Кога војниците го напуштија градот, тие поставија мини. Сега украинските ученици од сите возрасти добиваат лекции за воените опасности со кои се соочуваат секој ден. Ну і тут шокована всередині. Искрено, многу е тешко да им се каже на децата за овие работи, но знам дека морам. Имаме различни игри, книги за мини, гранати, експлозии. УНИЦЕФ обезбедува безбедносни образовни материјали за децата од предучилишна возраст и градинките низ целата земја. Тие користат украински средини за да им покажат на децата каде може да се наоѓаат таквите предмети, што треба да прават и телефонските броеви што треба да ги повикаат доколку најдат на некој од овие експлозивни предмети. Околу 30% од оваа земја во моментов е контаминирана од мини. Учениците во ова училиште во Киев учат прва помош и телефонските броеви на кои треба да се јават доколку видат сомнителен предмет. 12-годишниот ученик Андри Канавов, кој побегнал од својот дом во Мелитопол, објаснува како ја разбира војната. Війна – це коли одна країна хоче забрати. Војна е кога една земја сака да ја земе територијата на друга земја. Тие бомбардираат, возат таму со артилериски возила од секаков вид. Наставничката Људмила Гаврилјук вели дека децата брзо растат и им треба повеќе внимание и грижа. Бачиш, коли діти мовчазні або Понекогаш гледам кога децата молчат или се тажни. Нашата улога е да бидеме во нивна близина. Но исто така, нашата образовна програма треба постојано да ја прилагодуваме на актуелните воени околности. Демијан Ренс од УНИЦЕФ вели дека од 7 милиони деца во Украина, околу 40% се уште немаат директен пристап до образование со физичко присуство, а околу 1,5 милиони имаат проблеми со менталното здравје кои бараат професионална интервенција.